Во Македонија има околу 150.000 луѓе кои страдаат од дијабет, а меѓу нив и голем број деца. Ова автоимуно и доживотно заболување веќе добива размери на епидемија, ама ние против него се уште се бориме со застарена технологија, несоодветно организирано и стихино, реагираат од Прилепското здружение на дијабетичари Сина револуција. Иако во последниве години имало извесен напредок, сепак предизвиците да се живее со дијабет и понатаму се големи, болни и неизвестни. Пред се соочуваме со дискриминација, сензори се добиваат само до одредена година. Сите лица што се повозрасни не добиваат сензори. Добиваме инсулин кој е на задоволително ниво во моментов, има недостаток на одредени инсулини, користиме застарена технологија и на која што не можеме да ја веруваме. Тука спаѓаат глукометрите и лентичките за мерење на шејкер. Ангела е медицинско лице, но и мајка на дете со дијабет. Нејзиниот син дијабетисот го добил на 9 години. Не знае од што, но вели дека многу добро ги знае непроспиените ноќи и секојдневниот трепет за неговиот живот. Значи, кај дечињата со тип 1 треба редовно мерење на гликемија, минимум 8 пати. Добро е што сега државата почна да ни дава сензори. Претходно си ги купувавме. Мачно е, напорно е, барав голем режим на исхрана. Со сензорите ни се овозможува мирно да спијаме ние родителите, бидејќи самиот сензор не известува кога имаме пат на гликемијата, а кога имаме хипергликемија, кога се качува нивото. И многу ни е полесно да аплицираме терапија соодветна или да дадеме нешто благо. Со цел идно поорганизирано превентивно, диагностичко и терапевско делување, во Прилепската болница наскоро треба да профункционира и првиот центар за дијабетичари, за што денеска беше потпишан и меморандум со Здруженијето Сина револуција. По барање, значи, на пациентите и на докторите, сакаме да ангажираме доктори, ендокринолози од клиника за ендокринологија, специализирани за дијабет, и исто така ендокринолози од клиника за педиатрија, за да пациентите не патуваат во Скопје за контролите да ги прават во Прилеп. Во Прилеп има околу 10.000 регистрирани дијабетичари, од кои 3.000 се на инсулинска терапија, а од нив дури 100 се деца. Инаку, 14 ноември е светски ден на дијабетот.